Тимчо Муцунски е 89-то годиште, 34 години. Дипломатската улога на Тимчо Муцунски во НАТО на 34 години, не знам колку е сериозно решение тоа и колку е тоа логично решение. Уште помалку, во услови кога имаш ти војна во Украина и разгорување на блискоисточниот конфликт, без разлика колку он има дипломатски афинитети и амбиции, да биде министер за одбрана. Муцунски би можел да биде можеби за локална самоуправа. Министер за одбрана би требало да биде човек кој што има поминато сериозно искуство има во безбедносните системи. Прва политичка функција посериозна ти е градоначалник и од градоначалник министер за одбрана. Министер за одбрана на војска на НАТО. Ајде да се префрлиме малце на преговориве за формирање на влада. Преска имаше еден список на министри кои што се расшири по социјалните мрежи, кои што е од Коха, значи портал на албански јазик во Македонија. Да ги скоментираме првен можниве министри, твое мислење за нив. Министер за одбрана Тимчо Муцунски, министер за внатрешни работи Александар Николовски, министер за надворешни работи Антонио Милошовски, министер за финансии Гордана Димитриевска Кочовска, министер за транспорт и врски Владо Миселовски, министер за социјална политика, демографија и младина, ова е новото министерство кое што ќе се прави, Ѓоко Велковски, односно реформирано министерство, министер за енергетика и рудници, ова е ново, Сања Божиновска, министер за правда Панче Тошковски, министер за информатичко општество и администрација Стефан Андоновски, министер за земјоделие, шумарство и водостопанство Цветан Трифпуновски, министер за животна средина и просторно планирање, тука е празно место, можеби ова да го дадат на коалиција, министер за спорт Борко Ристовски, министер за образование Весна Јаневска. Прво, има ли некој изненадување од овие имиња за тебе? По однос на, како да кажам, капацитетот на сите, дали ќе бидат се ова или тотално хипотетичко сценарио. Изненадување, бидејќи, например, еве, да трнем од Тимчо Муцунски, градоначалникот на аеродром, кој во последниве неколку денови беше шпекулиран во домено дека ќе биде министер за надворешни работи. Повеќе такви информации стигаа до мене, а дека би бил министер за одбрана е апсолутно, да речем, изненадувачки за мене, но да почекаме дали ќе биде. Не исклучуваме дека ова е од партија пуштено и дека можеби некој се го тестира, можеби и некој има амбиции за да биде на некоја позиција, па го пушта својот. Оливер Спасовски пушташе и 2019 и 2024. Дека ќе биде претседателски кандидат. Дека ќе биде пред, па спекулира цела држава. Да, апсолутно така е. Но хајде да идеме комплотот на тие луѓе, станува збор за прилично, ајде да кажам под наводници, нова генерација на политичари во ВМРО ДПМН кои се моја генерација или наша генерација кои допрва им се дава шанса во високата политика да бидат министри. Тука да го спомнам, ете Тимчо Муцунски е градоначалник на аеродром, ама тоа е локална власт сега. Вие да бидете министер за одбрана и за надворешни работи си има поголема тежина. Тука е Стефан Андоновски, од таа генерација да речеме. Има некои интересни решенија што се враќаат од чинелото од поднаводници на старото ВМРО, а тука алудирам на Антонио Милошевски кој беше министер за надворешни работи, тоа во првата влада на Никола Груевски од 2006 до 2011 година, па го наследи Никола Поповски, на самитот на НАТО во Букуреш беше Антонио Милошевски, прилично тогаш млад министер за надворешни работи. Доколку би станал министер за надворешни работи, се поставува прашањето дали ќе се оди на политиката на Антонио Милошевски претходна, која ја имал, еве да речем, и во спорот со името или неговите лични ставови координирани со... Тогаш ја добивме арбитражата ја добивме со Тони Десковски, таа арбитража ни беше пирова победа и тоалетна хартија што апсолутно не заврши ништо во деблоката. Нема врска. Сакам да кажам, тоа не е ново решение. Антонио Милошевски е можеби моментално да речам со најдолг стаж во ВМРО ДПМН од сите овие постојни лица кои беа наброени, го знаеме од 90-тите години, од дебатите со Шекеринска од 94. Тоа е да речам под наводници некое си решение од под наводници велам старото ВМРО. Александар Николовски мислам дека и во времето на Никола Груевски никогаш немал извршна функција. Немаше, да пратеник. Беше во Брисел специјален известувач. Вама бил пратеник, никогаш не бил министер.
Сега нели подпредседател на партијата, доколку стане министер за внатрешни работи, тоа можеби е негова амбиција да се профилира како, еве да речеме, катапултирање во високата политика, бидејќи министер за внатрешни работи или Министерството за внатрешни работи еден од најсериозните апарати на држава. Па МНР, МВР, тие апсолутно образовани и другите, да речам, здравство се посензитивни, ама овие веќе презентација на државата, МВР тие за внатре, МНР за надвор. Муцунски мене ми има голема логика у одбрана, се ќе кажам зашто. Затоа што види со влегувањето на Македонија у НАТО, министерот за одбрана доби многу повисока, како да кажем, условно кажано, дипломатска функција од тие координации и односи со државите членки на НАТО, кои што се на НАТО како министер за одбрана од ми има логика, за многумина тоа беше многу чудно на овој список, но има логика. Јас мислам дека дури Тимчо Муцунски се жртвуваше со својата кандидатура за воопштина аеродром, затоа што тоа не е функција која што му прилега на него. Да, беше не може, мислам, не се снајде добро. Апсолутно не се снајде добро. Беше секретар за меѓународна соработка, сега е Стефан Андоновски, сите очекуваа во Тимчо баш тоа, некој министер за надворешни, дека го гледа како тоа профилирано тело и затоа бе изненадени од неговата кандидатура во аеродром, нема врска. Други тимиња се значи Милошовски го коментиравме, Николовски го еве Гордана Димитриевска Кочовска. Што да кажам освен дека Тимчо Муцунски е 89-то годиште, 34 години. Дипломатската улога на Тимчо Муцунски во НАТО на 34 години, не знам колку е сериозно решение тоа и колку е тоа логично решение. Уште помалку во услови кога имаш ти војна во Украина и разгорување на блискоисточниот конфликт, без разлика колку он има дипломатски афинитети и амбиции, да биде министер за одбрана. Тимчо Муцунски би можел да биде можеби за локална самоуправа или за некоја друга функција. Министер за одбрана би требало да биде човек кој што не знам, има поминато сериозно искуство има во безбедносните системи, па и во надворешно безбедносниот сектор. А не сега ти, како да ти кажам, ти прва политичка функција посериозна ти е градоначалник и од градоначалник министер за одбрана. Министер за одбрана на војска на НАТО. Ама види, не свеќе дека ти ќе го пуштиш на ќе го пуштиш на самит на НАТО или ќе треба да одлучуваме ние нешто во на затворена седница на сала во Брисел или во Страсбург или било каде и треба да се одлучи сега и веднаш без консултација со премиерот. Што ќе одлучи Тимчо? Не, да не се разбереме, јас ниту фалам некој од предложените, туку ти ме прашаш. Не, јас зборам од кој аспект ми имаше логика. Логика за тоа сакав да кажам. Значи јас моето мислење дали Тимчо би бил добар министер за одбрана, не можам да го кажам ан бланко. Може ќе биде. Ама ова што го говориме, ама сега 34 години. Гордана Силјановска. Да. Не сакам да кажам од тој аспект конекциите со Канада, со Америка. Прашањето ти го свати во насока кое е изненадувачко решение, кое не и кој на кое ресорно место. Може цела влада ќе биде катастрофална ако се води некоја политика. Ајде, Александар Николовски дека ќе биде во МВР, окей. Не, сакам да кажам. Не викаме дека не го фалиш. Чисто си давам мој мислење за. Значи сакам да кажам на прашањето на Милош кое ме изненадува. Тука ме изненадува за Тимчо. За Александар кажав дека бидејќи немал нели претходни извршни функции, се е подпредседател на партијата, Цветан Трипуновски да ги искоментираме. Александар Николовски е долго време во политиката. Па тоа го зборев и за Он е долго време во политиката, долго време на видна функција во политиката, он е подпредседател, мислам дека од време на Груевски е подпредседател. Беше председател на УМС време на председател на УМС беше. Не знам дали не беше. Значи мислам дека беше подпредседател беше мислам и тогаш. Но Александар Николовски дека имал афинитети за МВР, не сум имал таков впечаток. Сакам да кажам, поентата ми е можеби е подобро решение. Тоа е подпредседател на партија, си има амбиции, други бе да ги искоментирам. И Тимчо мислам дека е подпредседател. Подпредседател и Владо Мисајловски е подпредседател. И Гордана Димитриевска Кочовска е подпредседател. Ја спомна Незе,
немам што особено да кажам освен дека е ново лице во политиката, веројатно е една од најдоверливите луѓе на Христијан Мицкоски и претходно беше во претходната влада 2020 Да, за финанси. За финанси заменик. Овој Цветан Трипуновски за земјоделие исто така на 2 пати беше за. Тоа е некое си природно решение што го наметнуваат во техничките влади и после тоа дали смета дека тој може име најголем експерт во партијата каде што најмногу ќе се докаже во некој си ресор како земјоделие. Го спомнавте Панче Тошковски за правда. Тоа е таа некоја ротација која многу мина очекуваа веројатно дека сега како технички министер за внатрешни ќе продолжи понатаму на таа функција како што продолжуваат овој Ѓоко Велковски, нели за труд и социјала се шпекулира беше заменик и Стефан Андоновски од заменик за јавно администрација и информатичко општество, тие двајца додат како политички министри на тие ресори и затоа многу мина сметаа дека и Панче Тошковски ќе остане на чело на МВР. Останатите најголемо Сања Божиновска, министер за енергетика и рудници. Апсолутно не знам кој е. Она е член на извршен комитет на ВМРО. Добра, ама тоа не е партиско политичко лице познато за пошироката јавност. Сања Божиновска е директор за производство на Руднап. Добро, ама не е таа активна. Руднап е една од најконтроверзните компании во Европа за производство на електрична енергија или за продажба со струја. Вие имате информациите, трговија со струја. Сања Божиновски инаку имаше тука, беше гонета за некои кривични дела со Мепсо, продажба, проневерени неколку милиони евра. Инаку многу искусна во делот со енергетиката, многу знаење има со кој да сум правил моабет. Сања Божиновска енергетика разбира многу, но разбира во корист на себе и на компанијата за каде што е директор. Тоа сакам да кажам, за мене е тотално политичко анонимно лице на македонската политичка сцена која би станала, да речам, министер на таков важен ресор. Јас апсолутно не ја познам, не е, како да кажам, пратам политика 15-20 години наназад, активна политика, и сега тоа лице не ми било мене дел од ВМРО-вскиот партиски шинел, да речем, излезено. И интересно тоа што го кажавте, Весна Јаневска, ако се однесува на министер за образование, председателка на ВМРО Народна партија. Да. Беше председателка? Веде председателка на ВМРО Народна партија во 2000. Не сум знала. Како не? Не сум знал дека била дел од тоа крило што беше пред Маријан. Пред Маријан беше, па не сум знала. Да. Покојниот Маријан Додез нема врска. Она да ја гледам на некои пресови држеше за образованието, ама еве да кажем и она е вратена од шинелот на старото ВМРО. Така што ако е ова влада Борко Ристовски е пандан на Наумче Мојсовски, тоа е сосем очекувано решение, бидејќи нели овој беше на агенција за млади и спорт, ова треба е Министерство за спорт. Па тоа велам. Значи Наумче во СДСМ, панданот негов во ВМРО беше Борко, тоа ми е некое си апсолутно логично решение. Ако е ова хипотетичката влада што е шпекулира на Коха или на Експрес, ајде да го кажам, тоа е некој комплот од некои си помлади генерацијски имиња од ВМРО ДПМН кои изградиле партиски позиции во изминативе години кога Христијан Мицкоски е лидер на ВМРО, Ајтимчо Муцунски да речам и Стефан Андоновски, па и овој Ѓоко Велковски кои се позиционирале во врвот на партијата, па со доаѓање на власт стануваат први министри, што е апсолутно висока политички извршна функција, и некои си стари кадри под наводници од типот на Антонио Милошевски, на Александар Николовски, на Весна Јаневска, кои се, да речем, наназад 2 па и повеќе децени активни партиципиенти во политиката и во ВМРО ДПМН. На Борко му тргна од кога го одбрани оној голот министер за одбрана, нели го правиа како беше на стварно ќе стане министер. Седмерец одбрани еден на европско 2011 во Србија. Го одбрани седмерецот и од тогаш беше министер за одбрана, и стана министер. Бог да чува и Борко да брани беше. Да. Го испаксусира човекот, се стварно министер стана. Да. Тоа е тоа. Сега ќе видиме кои ќе бидат капацитетите на Влен. И па сега ако смее да искоментираме што недостасува овде од министерски места. И да можеме да шпекулираме дека тоа се можеби министерства што ќе му припаднат на Влен. Едно е за животна средина и просторно планирање, друго е економија, евроинтеграција,
и евроинтеграција вице-премиерско, тоа е министер без ресор. Значи, ама еве да недостасува здравство овде и локална самоуправа. И локална самоуправа. Тоа се значи 4 министерства: економија, локална самоуправа, здравство и животна средина. И тоа 4 ресорни министерства. 4 ресорни. И тоа се поклопува со она што вчера го кажа или во неделата го кажа Таравари од Косово, па се пишмадеше, повлекуваше, веројатно им ги помати малце. Да, и 2 без ресор. Па едното европски прашања и веројатно ова за политички систем, ама тоа ќе го реформираат и така натаму. Ќе биде министерство за односи со заедници. Сега било политички систем и односи со заедници, тоа го збореше овој Стефан Андоновски. Значи 6 позиции ќе имаат влен. Да, и е председател на собрание каде што во јавноста прострувуваат. Тоа го кажа Таравари од Косово, после го демантираше. Нема уште сигурно за председател на собрание. Да не биде дека шпекулираме. Тоа сака да кажам. Значи шпекулациите во јавноста одат прострувуваат информации дека ВМРО ДПМН не би се согласил туку така да биде председателот на собрание од коалицијата Влен, од проста причина што математичките изборни резултати прават огромна дискрепанца меѓу претениците на ВМРО ДПМН 58 со овие 13 на Влен, а од друга страна па Влен па вели дека треба да го има континуитетот на ДУИ во однос на добивање на позицијата председател на собрание, бидејќи нели ако Влен прифати да нема председател на собрание, ризикува ДУИ со тешката артилерија да вели дека Влен се измеќари на ВМРО ДПМН, дека ДУИ тоа што го правила 20 години да ги унапреди албанците на високи државни позиции, каде што Ахмети пред секои избори кажуваше дојде време созреа Македонија или дојде време албанците да бидат представувани на една од трите државни функции, премиер, председател на собрание, председател на држава, се доби таа условно кажано најмалку мокната, но символично јака, трет човек по устав вака оди председател на држава, па председател на собрание, па премиер. Збориме по устав, нормално дека најмокната е премиерот или председателот на влада, но сакам да кажам, ако Влен прифати да не го добие председателското место, ризикува веднаш ДУИ да пука по Влен со тешката артилерија, кажувајќи дека Влен се измеќари на ВМРО ДПМН, како што ВМРО ДПМН пукаше по СДСМ дека нели СДСМ измеќар на ДУИ. Од тој аспект ќе видиме дали Влен беневолентно би влегло во формирање на влада по секоја цена и да го изгуби под наводници председателот на собрание, но ја постојано во моите изјави постизборно велам дека ќе биде многу интересно да се следи во Влен како тие ќе комуницираат и маневрираат меѓу себе четворицата лидери, бидејќи станува збор за лидери со прилично голема суета, а помали политички партии. Тука јас, ако ги ставиш Билал Касами, Африм Гаши, Изет Меджити и Арбен Таравари на маса, да се погледнат и да речат кој има најголема тежина во таа коалиција, сите по тоа его и свето ќе кажуваат дека они имаат. Може би Африм Гаши ќе го кажува дека нема, ама алијанса на Арбен Таравари и Зијадин Села беше локомотивата, алтернатива беше тоа сакам да кажам, алијанса за албанците сакам да кажам, мислам дека најголемата опозиција. Не, сакам да кажам дека они првпат ќе се соочува со ситуација каде што четворица лидери ќе треба да менаџираат внатре во коалицијата како ќе си прераспределбат од министри, од директори, од заменици, од вработувања што им следуваат по институции, како што следува на секоја власт, од управни одбори, од надзорни одбори, од сите тие привилегии. Прво тука ќе видиме, второ ќе видиме како ќе менаџираат меѓу нив во однос на некои ставови како што се уставните измени, бидејќи сега се заборави уставните измени кога условно кажано искресна пак под наводници проблемот со Грција, но Таравари постојано кажуваше еден од приоритетите се гласање на уставните измени за да продолжи европската интеграција на Македонија. Тоа што ќе го направи сега, ако е паметен, само извини. Мисковски и ВМРО ДПМН во овој момент ќе му даде на Таравари поголема важност. Сакав да кажам и ќе го направат Влен од коалиција политичка партија. Сакав да кажам ќе ги претопат во да, сакав да кажам дека они не се политичка партија, они се коалиција од четворица лидери кои ќе видиме, не знам какви се нивните ставови точно, ама можеме прашањето за уставните измени
да биде некое си прашање на прекрашување. Едниот ќе каже ќе даеме грейс период 6 месеци, другиот ќе рече ајде даеме уште 6, ама некој ќе рече од тие чекајте малку ги изневеруваме гласачите, крај крајва ние не победивме во албанскиот блок, тоа не треба да се гледа кој победил, кој не, ама еве ВМРО-ДПМН не зема во коалиција, ама со тоа што ние ништо не испорачуваме во таа коалиција за албанското гласачко тело, на крај на дуи рейтингот ќе рипне до небо, ви од 13 ќе паднете на 10, а дуи од 19 ќе отиде на 22. Сакам хипотетички размислуваме правиме. Значи тука Влен ќе има многу интересна и многу особена улога како ќе треба да си ги пегла внатре партиските разлики, како ќе настапува со унисон став версус ВМРО-ДПМН како поголем коалициски партнер. Тоа ми е ако кадровски успеале да се договорат, нели имаше некои соопштенија дека во суштина владината програма била начелно договорена. Ама тоа не е кадровски. Јас имам други информации. Тоа се трите столба. Ја имам информации да не го именувам еден од лидерите на Влен. Добро. На еден новинар му има кажано дека они не знаат што сакаат прво меѓу себе да се договорат. Ова ви го дам како ексклузивна информација. Дадена на мене од новинар што правил интервју пред недела дена со еден од лидерите на Влен. Немам. Не сакам да го именувам, да не бидам. И јас ги имам истите информации дека идат тешко преговори така. Идат тешко преговорите меѓу нив четворица. Тој не рекол со ВМРО, туку рекол ние сами. Па ВМРО им рекло вие 4 министерства и сега договорете се. Не знам, ВМРО имате две без ресор, како коалиција, како партија. Не, окей. Знаеш што? Овие веројатно имаат проблем веќе кој да го земе најусловно кажано респектабилното министерство. Сега ние велиме таму без ресор за политички систем, ама едно од клучните на нив што им преостанува, што ги шпекулираме, што ги нема, е за економија и рече за здравство, така? За здравство кажа. Да. Па здравство, ајде да не видам грубо сватен, најголемите милиони и тендери во држава се на Министерството за здравство. Да, ама и најголемата белја може да се да ти ја донесе Министерството за здравство. Апсолутно, затоа и на последнава влада на СДСМ. А Министерство за образование, здравство и град Скопје ти се така е, многу жива белја. Така е. Да ги имаш. Така е, ама сакам да кажам нема на едниот да му е седно да му го дадат тоа Министерство за политички систем и односи со заедници, што велиме ќе се реформира, да биде некоја англиска кралица, нема ни да се знае тој министер, а на друга политичка партија од Влен да и се даде Министерството за здравство, каде што очите на јавноста ќе бидат вперени во одговорноста за тоа здравство, пошто најсензитивно е, ќе има скандали нормално, ќе има, не дај Боже, проблеми со ајде да не редам такви работи со починати луѓе, неисплатени донации или не знам некое дете треба да се лекува, па тоа е најнеблагодарната работа е вие да сте министр за здравство во држава, бидејќи знаеме и како се лекуваат деца со донации, како е пропаднато на еден начин здравството, колку сега се соочува со недостиг на медицински кадар и доктори, и од тој аспект ќе биде сензитивно и очите на јавноста ќе бидат вперени во министерство, ама па ви реков, од друга страна, па нема да мислите дека во позадина нема некој да сака да цели кон тоа Министерство за здравство, бидејќи милиони евра тендери одат таму. Го заборавивме култура само. Па да, веројатно и култура. Па види, таму се шпекулираше за Љутков и за Дурловски. Може би ќе одат на коалиција. Да, ова е све на ниво на шпекулација. Тоа се, како да кажам, ајде да не ги градирам дека е многу по-небитно Министерство за култура, ама тие типови на министерства како култура и како локална самоуправа не може да ви донесат таков притисок во јавноста да бидете успешен или помалку успешен министер. Перцепцијата е таа. Што може да сгреши министерот за локална самоуправа или што јавноста да го извади мечот на судот да го масакрира. Еве за култура видовме дека може да сгреши. Па може и за култура да сгреши. И интересно е порано било исто така занемарувано и секогаш маргинализирано Министерството за животна средина и водостопанство и шумарство, ама сега животната средина, односно загадувањето, иако преговараме со Европска унија, ама зборам и во последниве 5 години многу луѓе им е битно и квалитетот на воздухот и на нас нормално не е битно. Да, од Влен им е многу битно. Најбитно ќе им биде на нив и они ќе го на Касами на пример. Нема да покажат петарди више. Не, на Касами му е најбитно, пошто тетово е најчист воздухот, знае како да. Иронизирам, ама сакам да кажам, не е тоа сега некое министерство да го фрлиш како небитно, бидејќи ако се најде условно кажано човек министер за
животна средина и го реши проблемот со загадувањето во Скопје, ќе стане најпопуларен политичар ако најмала рака во градот Скопје. Реално имаме огромен проблем со загадување 5-6 месеци. Струмица беше оваа зима позагадена од Скопје. Тетово беше, Кичево Струмица беше. не се дишеше, тоа беше поканцерогено нешто нема. Сакам да кажам и тие министерства као култура или животна средина добиваат некој си импакт фактор, но ќе видиме, ќе биде интересно да се. Зоран Митевски одлично не подсети сите, а тоа е трите клучни барања кои што беа политички, а не беа дел од ова кадровско договарање. 20% брижење од уставот, внесување на бугари во устав, со цел продолжување на европски пат и избор на председател собрание. Ова со изборот на председател собрание мислам дека отпадна целосно од игра и мајки го предвид дека македонците покажаа свест дека нема да дозволат некој да си игра со бојкот и да уценува цела една држава. Затоа дали ќе има председател. Тоа покажаа свест и таа приказна пропадна у вода. Сега останува овие две барања кои што, да бидам искрен, например ово за 20%, најгласни беа албанската опозиција изминативе 7 години, тоа им беше главно, како да кажеме, етничко некое барање. За да се направат подопатливи кај етничкото албанско гласачко тело и да бидат под наводници поголеми националисти од ДУИ, ама еве сега ќе бидат дел од власта, па ќе видиме тоа што го ветувале, дали ќе го исполнат или за уставните измени. Затоа велам, многу е полесно вие од позиција на опозиција да настапувате бидејќи само напаѓате. Ама веќе кога ќе дојдете на власт и да ги водите институциите, и затоа велам дека ДУИ во опозиција, ако извади тешката артилерија, ако почне да плука по Влен, дека Влен деградирала све тоа што ДУИ наназад овие 20 години направиле за албанците, и дека ДУИ добила, благодарение на ДУИ се добило председател на собрание или, например, се унапредиле многу културни, етнички и административни права на албанците, а Влен по тоа прашање не прави ништо, односно ако ДУИ почне да кажува дека Влен се измеќари на ВМРО да помане, тогаш Влен ќе има многу не во најмала рака некомотна ситуација во владата, бидејќи пак ќе кажам, станува збор за коалиција составена од 4 помали политички партии, кои заедно 4 политички партии не успеа да го детронизираат ДУИ во гласови, покрај тоа што ДУИ нели имаше ромски, бошњачки и турски, но тука немате единствена хиерархија. Влен, за да би можела да прерасне во нешто посериозно, треба да прерасне во единствена политичка партија. Ако ви текнува Алијанса за албанците, така настана. Алијанса за албанците беше коалиција од 3 помали политички партии, кои потоа се создадува под еден политички субјект под Зијадин Села, но тоа беше, не знам, оној Гзимо Стрени, Зијадин Села и уште оној Руфи Османи, тоа беа помаргинални ликови. Тогаш сега вие Влен да го претопите во еден партиски единствен субјект. Се збори за таква можност. Да, се збори, ама сериозно. Добро, ама кој ќе биде лидер? Изет Меджити? Ќе имаат ротирачко председателство. Како у Југославија. Нема да функционира тоа, може би ќе се случи. Види, да имаше еден колега новинар албанец кој што исто така не сакам да го именувам, и ја го имав ово мислење кој што ти го имаш, као многу се они лабава коалиција да не се распаднат. Зборам нели различни политички субјекти проблеми. Вика да видиш за власт како ќе се обединат и ќе се договорат. Вика ич да не се секираш, ич да не се мислиш, Влен ќе влезе во влада со ВМРО-ДПМНЕ како ништо. Ама ја не викам дека збориме како што власта има обединувачка моќ, ништо друго нема. Сега ќе ти кажам, тоа е сега прашањево е. Само извини, сега ќе ти кажам што е разликата. Па да не звучам грубо. Менталитетот на просечниот албанец во Македонија или просечниот албански политичар е многу различен од менталитетот на просечниот македонец или македонски политичар. Во политички партии кај албанците, вие имате таква нетрпеливост меѓу некој што не може да се истакне во однос на лидерот и затоа ти се случува тебе раситнување и раслојување на политичките партии кај албанците. Од ДП се создаде
Алијанса за албанците од Зијадин села. Од Беса се создаде алтернатива, бидејќи Африм Гаши пројавил такви амбиции. Да. Од Дуи сега Меджити, да, тоа сакам да кажам, да не ги редам. Не знам и како му се вика. Помаливе Аријанит Хоџа беше подпредседател на Беса, Скендере Джепизет. Они отидоа со Дуи. Отидоа со Дуи, ама сакам да кажам, кај нив, они не се такви од типот на хиерархиско поставување, како во ВМРО, ДПМН или СДСМ, и подпредседателот ќе трепка со очите кај председателот за да му даде функција. Ама има еден друг проблем. Не, они ќе соберат 1000 подписи со истомисленици одма прават партија. Да. Сега, затоа велам, кај нивното его, нивната суета, на албанците зборам во политиката, не им дозволува да се они хиерархиски субординираат и затоа велам, ќе видиме кој во кој политички облаци ќе заврши, дали ќе мисли Билалка сами дека, ја не знам прво Влен дали има официјален лидер. Арбен Таравари беше ама гласовите се тие бе, Благојче. Што сакам да ти кажам? 70.000 кои што ги има редовно Алијанса веројатно завршија во Влен. 30.000 веројатно се поделија гласовите, отидоа и дел кај Европскиот сојуз, ама јас со тоа од бројката што извади Влен од 100.000 гласови, веројатно мнозинството од Алијанса отишло во Влен. Тоа е тоа проопозицијско кое што со години има. Сакам да ти кажам, можеби се различни играчите и се менуваат и се ротираат и рокади прават и излегуваат, но гласачите се тие. И тие бара промена на Дуи, така е. Дали му е овие гласачи што бараат промена на Дуи ги има на сите избори, во сите изборни циклуси од кога постои Дуи. Да. Значи и секогаш гласале за опозицијски партии, на албански опозицијски партии на Дуи, само што сега направија коалиција. И ги собра на едно место сите гласови да не. Тоа што го научија албанските опозицијски условно лидери или лидерите на помалите политички партии во опозицијскиот албанскиот опозицијски блок, македонските не го научија. Да. Апсолутно, бидејќи сватија дека постојано на изборните циклуси Дуи освојуваше најголем број на пратеници, а во апсолутна бројка останатите албански политички партии, тоа е 2011 случајот, тогаш беше овој Руфи Османи, Имер Салмани, ДП уште. Вкупниот број на нивни освоени гласови во албанскиот блок беше поголем од Дуи, само по расцепкан по изборни единици во КЕЦ двојка, петка и шеска, им ги сотре пратениците и Дуи се постави како победник, потоа беше само ДП, на крај истото се случи и 2016, Дуи освои 89.000 гласа, тогаш се појави Беса, се појави Алијанса за албанците и ДП освоја околу 120.000 гласа и па беше Дуи тој што беше прогласен за победник. Сега и 2020 година беа интересни избори, тогаш Беса отиде со СДСМ, Алијанс и Алтернатива во една коалиција, која ќе видиш па раштркани кои во етничко-македонска политичка композиција предводена од СДСМ, тука отидоа 25.000 до 30 гласочи. Ваму овие зема 70? Не, поише зема. На 2020 зема 80, Дуи имаше 103 и беа многу близко, 15-12.